Откако дојдовме, ова беше една од работиве кои што се зафативме да ја средиме, а тоа е дека првично објавивме оглас за пријавување и за регистрација на лаговите кај нас во Министерство. За да бидат регистрирани во нашиот регистар, имаше потреба да ги исполнат одредени услови и критериуми, а како запишани во регистарот можеа да се пријават за повикот кој што беше објавен и еве денеска после сите контроли, процеси, проверки, потпишување на договори, денеска беа врачени договорите, во кое што ќе може да отпочнат. Инаку само да кажам дека локалните акциски групи или лагови, како што ги велиме, се една највисока форма на здружување помеѓу вклучени општините, граѓанскиот сектор и бизнис заедницата. Сето ова е многу значајно затоа што за да се регистрира лаг, за да си направат стратегија, првично ги прават стратегиите, кои што во иднина им ги дават и насоките како самите лагови ќе функционират, односно кои им се приоритетите. За да се регистрира еден лаг, односно се потребни две општини. Правилото е дека една општина, доколку е основивач на еден лаг, не може да биде членка во друг лаг, затоа и лаговите може да покријат поголеми територии. Она што досега е пракса кај нас, две општини формираат, дополнително со бизнис заедницата и граѓанските здруженија. Така да, процесот кој го изодевме, се надевам дека беше поприлично долг, но моравме да почнеме од нешто. Натаму овие следни години секако се планирани и понатамошни поддршки, инаку само поддршката оди преку програмата за рурален развој. И една битна ствар е дека токму лаговите кои што ги добија овие средства во зависност од нивната имплементација ќе мора да спроведуваат јавни набавки, што е уште едно дополнување само на одговорноста на трошењето на јавни пари, а ние како Министерство секако дека ова е една од мерките кои што во иднина ќе сакаме да ја акредитираме и ќе може за ова мерка, наместо да трошиме наши домашни пари, ќе може да трошиме европски пари. Она што исто сакам да го напоменам, значи покрај пријавените за регистрација 11 лага беа регистрирани, денеска 9 ги добија договорите во кои што ги исполнија сите услови и критериуми. Целта на нас секако е дека да ја покриеме целата територија на државата, со некои проценки потребно е некаде 30 на лагови, што значи дека во иднина имаме доста работа, затоа ги мотивирам и овие првичните лагови кои што ќе бидат водилка, да кажем, и за останатите, токму да ја промовираат ова идеја, да видиме позитивни резултати од нивните стратегии, односно од нашето финансирање. Делот само да напоменам дека во зависност од нивната стратегија, знам дека имаат активности за набавка на контейнери, обележување на патеки, одредени изградби кои што ги имаат зацртано во нивните планови. Ние како Министерство ќе ги следиме развојот на самите лагови и имплементацијата, а секако и трошењето на јавни пари, кога велам ние гледајќи од страна на политиката, а сепак детална контрола ја имаат од Агенцијата за финансиска поддршка, кои што се потпишани со нив договорите, и еден таков отворен аспект ќе може да ги промовираме токму ваквите здружувања, се со цел, ќе кажам, бенефитот да го има општеството, односно еден поширок регион. Така да, ако да напоменам само дека имаме тука представници од општините кои што покриват Босилово, Кривогаштани, Јегуновце, Пекчево, Ранковце, Градско, Конче, Стојаково, Богданци и Куманово, но овие се, кога велам општините дел, сигурно се бројот е двојно поголем, а не би сакал да навлегувам доколку има и некои детали чисто за некоја како лаговите функционират, односно кои се нивните членки, како ги носат одлуките. Тоа исто така еден битен демократски процес за да довербата помеѓу овие јакне. Благодарам.